Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со нашиот познат амбасадор од Република Македонија, господинот Ристо Никовски, со кој подолго време не сме направиле интервју околу македонските работи или македонските работи, што би рекол нашиот Крсте Петков Мисирков. Господин Никовски, добро утро и добар ден на нашите радиослушатели. Добар ден на сите наши во Австралија. Поздрав од татковината која е во тешки маки. Ние, како што реков, подолго време не се имаме слушнато, не сме побарале за интервју, анализа на сегашната состојба во Република Македонија. Чинам дека во овој момент во Република Македонија, како јанке сечи се шетаат западните олеснувачи, така да ги наречиме, кои многу се загрижени за обстанокот на Република Македонија, а воопшто не превзедоа никакви мерки да се признае Република Македонија под уставното име од 1991 година, па до денес. Напротив, тие обструираат, ставаат пречки било какви Македонија да не биде независна држава, односно да биде она што е денес, како што рече и Стефан Влахов Мицов, не е протекторат, туку е колонија. Видите, за да се разбере ова што ли се случува деновиве, мора да се гледа целиот тој процес кој трае веќе 25 години, кој вие го начнавте со вашето прашање. Значи, ова се случува не нешто случајно, нешто неочекувано, напротив, тоа е само една нова етапа која со други зборови значи за западните фактори, пред за САД, финализирање на оно што веќе 25 години го прават, цел четврт век не малтретираат, и тоа со возоснова на многу прецизно сценарио кој денеска може многу лесно се прочита. Значи, ако сакаме да го објасниме, да ги објасниме овие последниве 2 години во едно со најмалку зборови, ќе кажеме дека сега е обидот, малце може да звучи контраверзно, обидот под итно Македонија да биде примена во НАТО, бидејќи нема по-голем приоритет за Вашингтон во моментов отколку стабилизирање на јужното крило на Алијансата, со затварање на сите можности за било каков продор на Руската Федерација. Значи, ако се знае тоа, а тоа почнува се со кризата, односно со, да кажеме, војната во Украина, тогаш, мислам, работите ќе станат многу појасни. И за да ја исполни таа своја цел САД, тие мораат да не прекрстат што поитно, бидејќи ставот на повторно на Вашингтон, а не овој пат и на НАТО, е блокадата, уцената и ултиматумот од 2008 од Букурешт, прво името, потоа членство. Значи, тие не се спремни да ја променат таа политика према Македонија, како што рековме, блокада, уцена и ултиматум, а за да ја задоволат својата потреба, тие сега прават све, не фрлија на колена, растурија и држава, и влада, и институции, и се, со единствена цел да ние капитулираме и прифатиме некакво ново име. Меѓутоа, тоа оди тешко, покрај другото и заради Грција, која не е спремна за било каков компромис, остануваат на нивната ерга омнес, и дори во даденава ситуација може да се каже повторно контраверзно дека Грција ни помага да се спасиме од оно што е најлошото што не чека. Значи, во прашање е еден процес кој јас би рекол е започнат некаде во 2011 година, и тоа беше по посетата на Груевски на Вашингтон во февруари, значи 2011 година. Откако тамо имаше средба понешниот веќе премиер Груевски со американскиот каубоец Џо Бајден, кој попатно е и подпредседател на Соединените американски држави. Тоа беше во февруари. Во март, значи, после прилike месец дена, тогашниот
агент и едно дипломатско страшило наречен Рикер, американски амбасадор во Скопје. Значи, во март 2011 година преку вестникот Дневник ни порача. Американската очигледно е дека премиерот Груевски не ги свати и ги игнорира пораките кои ги доби во Вашингтон. Со овакви оштри и тешки зборови настапи во нашата јавност за да заврши и рече по 16 февруари 2011 година, кога очигледно беше премиерот Груевски тогаше во Вашингтон, рече Вашингтон е уште позагрижен со состојбите во Македонија. Нивната цел е од првиот момент во 1991 година, кога не признава, не игнорира долго време слично, да се прокрсти ова држава, да се разнебити овој народ и да се создаде една нова состојба во државата, која ќе биде под целосно нивна контрола, односно ќе ги издигне албанците на ниво на федерација или некоја слична комбинација со што ќе се избрише македонскиот карактер на државата. Значи, ќе гледаме како што од почетокот до денеска од непризнавањето на државата со на Вашингтон преку привремената спогодба, војната во 2001-та која е чисто американско масло, 2008 година кога промената на политиката на јасата кон Македонија е повторно американско дело, не може да ја промени политиката на јасата на Грци или било кој друг, само Америка може да ја промени. И до оваа криза, кога гледате тоа наназад, да спомнем и 2004 година кој не го призна името само привремено и само за меѓусебна комуникација, а не на меѓународен план и слично, сите тие се силни камчиња во мозаикот кои покажуваат една конзистентна американска политика кон Македонија, која апсолутно не варира, туку единствено се прилагодува на моменталните состојби и оди со еден најагресивен начин да ги постигне своите цели. За среќа наша, што е скоро нешто како и мало чудо, не успеава до сега. И во војната 2001 година, и со непризнавањето и слично. Дека сето тоа повторно не е случајно, ќе ви спомнем еден пример, например, дека сега од српски извор да знаеме дека во некаде кон крајот на 1992 година, 1992 година, поранешниот американски државен секретар Сайрус Венс, кој потоа беше и медиатор околу спорот за нашето име, значи тоа беше после 1990 година, значи кон крајот на 1992 година го прашал тогашниот српски председател, односно СР Југославија, беше тоа Србија и Црна Гора, Добрица Ќосич, што мислите, колку ќе опстане Македонија? Значи, тоа е политиката за која се крие 4 годишно чекај да падат амбасадор во Скопје и после тоа се што следеше и што веќе го спомнавме. Така да, мора се свати дека ова е само една, да речем за нив, финална етапа, која јас сум бабок уверен нема да успее, ама, значи, топката е во нашиот двор и ние мораме да се бориме. Во прашање на жестока специјална војна која се води према нашата држава и сега е, велам, тие се силни, жестоки обеди да се тоа еден секоја затвори како македонско прашање пред се и, велам, да се отвори патот за прием во НАТО, али веќе една разнебитена Македонија, еден разнебитен народ и со тоа, велам, да тие 25 годишни американски неуспеси се заокружат со наша капитулација. Нема да успеат, меѓутоа, велам, ќе поминуваме уште многу стили харибди на патот до една, да речем, наша консолидација, на враќање на законите и уставот оваа држава и споредување на избори кои ќе покажат кој кого сака народ и што сака народот. Амбасадоре, бев може би малце предолг, меѓутоа мислам дека
се обидовме да дадеме генезата на оваа данешна криза. Воведот беше одличен. Јас тука би додал само дека нивната жестока специјална војна продолжи уште посилно со договорот на Никола Груевски, односно на Македонија и Русија пред една година, а за гасоводот исто така и кога Македонија одби да воведе санкции врз Русија. Сигурно, видите, чувствителноста на Америка на се што се случува околу Русија е исклучително нагласена и мислам дека тие наши обиди за да се приклучиме на гасоводот, одбивањето да ставиме санкции, има сигурно силно влијание на американската политика и да не забораваме дека пред колку време тоа го потврди самиот државен секретар Џон Кери, кој рече дека Македонија е на линијата на огнот. Таа линија на огнот може да биде само американска и само против Русија. Трета опција да тоа нема. Значи, тие ги отворија де факто картите, меѓутоа велам, за жал Русија нема никакви амбиции политички во регионот, нема некаква стратегија што и како сака на Балканот. Тие се повлекоа после американска доминација која настана по распадот на Југославија и Советскиот сојуз и мислам тука нема промени. Сега имаме некакви мали индикатори дека се појавуваат некакви искри на американски интерес. Тоа пред се зборува фактот дека Евроазиската економска унија и понуди на понуди на Србија да ги како би рекле воедначат трговските односи со сите членки на ова Евроазиска унија, со што значи да Србија се отвора ширум вратата за поголема извозна експанзија против сите членки на Евроазиската економска унија и сега има некои најави дека спремат нешто слично како и кинезите некој фонд од 10 милиарди долари за инвестиција во овој дел од Европа. Дали е тоа нешто што ќе биде конзистентно, трајно, упорно и сигурно уште не се знае, меѓутоа тоа се некои мали индикатори во целина. За сега Русија не игра никаква улога во регионот и не пружа никаква, не само не пружа алтернатива, него не пружа никакви можности за некоја поширока соработка со Вашингтон една заеднички прифатлива основа. Со Москва, пардон. Да, добро да се префрлиме од меѓународниот притисок врз Република Македонија во самата држава. Зошто имаме диаметрално разбирање на националните интереси во Република Македонија кај македонските политички партии. И во моментот, еве последниот месец или два, за мене Али Ахмети излегува поголем државник од колку останатите Зоран Заев или премиерот Груевски и другите, затоа што па дури и Бујар Османи, вие следите, и тој кажа дека излезете од партиските ровови и држете се, бранете ја државата, излезете како државници. Видите, и Али Ахмети, и Дуи и другата албанска партија на Тачи водат собствена политика која е во голем дел генерирана, инструирана, ако сакате и замислена во Вашингтон. Во дадената ситуација тоа може да звучи конструктивно, меѓутоа не заборавајте дека изборите на 25 јуни ги срушија двете албански партии. Додека ако тие останеа на договорот за кој претходно се колнеа, избор на 5 јуни ќе беше и со голема нога ќе излезевме надвор од кризата. Меѓутоа, велам, тие играат своја улога, која некојаш може да изгледа конструктивна, али за неа се кријат потесни интереси и за жал можеме отворено да кажеме дека кај дел од албанското раководство, од албанските лидери, да кажеме, во земјава, голем албанскиот проект е основата во која делуваат. Тоа е нешто со кое мораме да бидеме соочени и свести во секој момент и велам од таа призма мора да се гледаат и нивните последни чекори. Меѓутоа, жалосно е што нашата опозиција не е свесна за ова што се случува, не е свесна за таа
катастрофална улога што игра меѓународниот фактор. Знаете, во сите овде наши дебати кои на среќа сега има почесто, и не само тоа, него експерти во наводници, политичари во наводници и други, улогата на странскиот фактор во надминувањето на оваа криза ја гледат како нешто бенигно, како нешто што е нели чисто, нешто што е добронамерно, да Македонија нели така најде некаков излез. Тоа е смешно и глупаво, ако сакате во основата, бидејќи меѓународниот фактор, како што објаснив почеби на почетокот на днешната емисија, има своји строго нагласени интереси во сето тоа, нив ги брани и од таа гледна точка ги повлекува сите потези. Значи, тој фактор меѓународен е апсолутно со нечисти раце, бидејќи нашава криза во еден огромен дел резултат на нивните погрешни политики, односно не погрешни за нив оправдани, меѓутоа неприфатливи и антицивилизацијски, бидејќи целта на основата на сите нивни политики кои се споредуваат во четврт век е нецивилизацијска, бидејќи сакаат да прекасотираат земјите вековен народ. Колку да е тој мал. Значи, се работи за нечиста игра, се работи за подметнување на кукавички јајца, и ако во тоа некој не е свесен во држава што се случува, тогаш нема место за никаков муабет. Институциите во Република Македонија не се на колена, туку се наплети, легнати се, не функционираат, дури и ние го осеќаме овде во Австралија тоа. Голема прашина крена и одлуката на председателот Иванов за помилување на 56 лица. Како вие тоа го толкувате? Од една страна председателот помилува, од друга страна 4 големи политички партии го демантираат тоа и некои, односно и јавноста, и од тоа произлезе и шарената револуција. Од тоа не произлезе шарената револуција. Шарената револуција само потек на нашите душмани да некои работи ги така истераат према својот терк и своите интереси, да бидеме потполно јасни. Потегот на председателот Иванов беше измореден затоа што спречи државен удар и спречи сериозна опасност од граѓанска војна. Видите, Како тоа го направи? Сега ќе го објасниме тоа. Според информациите со кои се располага, мислам, ние не знаеме све, бидејќи многу работи се одвијаат под маса и зад врата. Значи, беше подготвено спектакуларно апсење на Груевски, што ќе беше точно оној државен удар кој сака да го спроведат американците преку своите овдешни апаратчики, а тоа е пред специјалното јавно обвинителство, кое цело време води политика. Јас апсолутно поддржувам да има специјално јавно обвинителство, апсолутно поддржувам максимална борба против криминалот и корупцијата, кој се за жал во држава на доста високо ниво. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство од самиот момент на своето формирање и до ден денеска води политика. Тие да мислите изјавуваат, например, на пресконференција, Битовскиот градоначалник на криминален начин ги троши државните пари. Тоа да го изјави опозиција, да покаже, чекајте, ова е пресумпција на невиност, со ова се одговара за тој криминален чин, да леко видите, без да докажете и без да биде осуден. Секој што не е осуден е невин. Мисламе да чуат такви изјави. Изјавија дека председателот и владата и парламентот се нелегални, нелегитимни, бидејќи ги украдоа изборите. Слушайте, пак опозиција да го зборува тоа, пак кажете, овие трескаат зелени, бидејќи не знаат што се случува. Така да, тие имаат целта да се вратиме на вашето прашање. Целта беше спектакуларен начин се направи тоа и мислам дека во тој момент, ако не 300 или 200 000 луѓе синок излезе на улиците, и тоа што имавме не шарена, него крвава револуција. За среќа, со својот потек председателот ја спречи таа и затоа беше таквата жестока реакција на меѓународниот фактор и ми го поремети сценариото. Мислам дека сега, кога тој ги повлече тие мерки, бидејќи вела Македонија е навистина, ако не е кутната на плеки, во секој случај на колена фабена,
значи маневарскиот простор ни е минимален и ни е многу тешко да најоставни работи да кажеме. Мислам дека сепак после тоа неговото полекување на аболицијата постои договор, некој договор да не се оди на такви радикални мерки, бидејќи велам председателот пак има можност да некои работи спречи. И сега со таа аболиција де факто и нејзиното поништување ние сме вратили на почетокот на кризата. Сега веќе ништо не е известно, ни кој ќе има избори, ни што ќе се случи и затоа мислам дека е исклучително важно, а мислам дека владеачката партија тоа на некој начин го најави, да не се закажува датум на избори, се додека опозицијата јавно не каже дека сите услови за избори се исполнети. И избирачки список, што е само една манипулација жестока, разберете, крајно неприфатлива од страна на опозицијата, бидејќи тие водат Државната изборна комисија. Таа е одговорна за изборниот, за избирачкиот список и слично. И во медиумите и во другите проблеми, се додека тие не кажат јасно и гласно условите за избори се исполнети и тогаш нека се закажат изборите, нека се закажат датум кој ќе се одржат и дека почнат оние нелегални, криминални, неуставни барања кои беа прифатени со договорот од 2 јуни и пржино 100 дена претходно да се повеќе премиерот, 6 месеци претходно да има некаква комбинирана влада и слично. Мислам дека се сме на почетокот и ако се настапи на овој начин, како што пред малку спомнавме, тогаш веќе нема се случаат мајмунот секој сакате кои не ги прават странците и ќе доведеме до тоа да народот каже својот збор. А после се ова што се случи, после од кога ги видовме идејата на опозицијата како фрлат бои на згради, да ќе уништуваат имовината на државата, мислам дека поддршката која има сегашната владеачка партија ќе биде уште поголема. Дали ќе се формира нова преодна влада, национална влада, или пак оваа влада политичка што беше од ВМРО ДПМН и ДУИ ќе остани да ги спроведува, односно да ги реализира сите овие препреки кои треба да се дојди до коректни, фер и кредибилни избори? Како што претходно рековме, мислам дека до 6 месеци пред изборите, кои ќе бидат веќе на еден дефинитивен и неспорен начин утврдени со јасен став на опозиција дека на тој датум ќе има избори, значи предходно не сме да се прави ништо на тој план, а кој ќе се одреди тој веќе финален датум кој нема да може никој да го забошотува и да го игнорира, тогаш треба се можеше да говорено во пржино и во односно на 2 јуни и потврдено со протоколот од пржино, тогаш треба да се спроведат тие мерки кои се веќе сега трајни, да правиме од државата нешто смешно, пред секој парламентарни избори 6 месеци пред си имаме некаква коалициона влада, значи државата нема да функционира со други зборови во пол капацитет и на 100 дена пред изборите ќе има оставка на премиерот. Не третираат како некои заборци, експериментираат со нас, али во тоа има и голема наша вина, бидејќи сето тоа е направено со договор во кој учествува и нашите политичари. На крајот, да, тоа го кажа и тие странци кои доаѓаат дека ние сме поканети, нас не поканија четворицата лидери, затоа сме и тука. Ако не сакате, ние не доаѓаме. Меѓутоа знаеме дека друга е нивната намера. Уште едно прашање имам за вас, амбасадоре. Гледам и читам дека од шарената револуција може да излезе посилна политичка партија од опозицијската СДСМ. Не, тоа се смешни работи. Видите, таа шарена револуција, таа е безобразна и вандалска револуција, не е шарена, само така е викат популарно, а тоа се работи за група вандали. Тоа се неколку стотици хулигани кои рушат во државата и кои се во основата сите платеници на Сорос. Јас бев една ТВ дебата и тамо тројца бевме и едниот беше еден млад човек кој го да го представи како еден организаторите на овие протести. И јас го прашав директно, го реков, кој е финансира вас? Сорос? Вика не.
УСАИД не вика. И сега застана малку свесен дека не сме да лаже, рече, ама ние работиме со проекти. А вика, ама тие проекти ви ги финансираат Сорос или УСАИД, ништо не каже. Значи, тоа се тие. И јас само констатирам, а што сакате да ви дадат пари на рака, че купите бурек, значи тако нешто нема. Проекти ги плаќаат, со други зборови сте платеници. И ако земете дека во држава има 80 до 100 невладени организации кои се по директна финансиска контрола, односно финансирани од Сорос и УСАИД, да чуете по 5-10 души да се таму инволвирани, тоа се веќе 1000 души. Нема ни 700, 500 има, која се да споминам да ги дам што значат тие демонстрации, разбирате. И ако земе нивни пријатели од една нема, од лева и десна страна, кои сакат пак да влезат во тоа азно на пари, замислите ако една невладина организација од 10 души добие 30.000 од Сорос, што е за Сорос мал нокт, разбирате, ништо е една играчка, 10 души по $3,000 имате. За млади души, за млад човек добие $3,000, знаете што е Македонија, капитал. Значи, тоа е се еден инструментализиран систем на рушење на оваа влада, која, што е, ако сакате, наша грешка, бидејќи Сорос ставеше одамна за да биде затворен и забранет од држава. Тие играат улога на партија, тие се партија, не овие група на хулигани што шарат полициве. Тие, Сорос, нивна фондација игра улога на партија во држава, објавува соопштенија во Фокус за мислам, како политичка партија, критикува владата, нејзини потези и слично. Велам, тоа се наши сериозни грешки, меѓутоа, знаете, во дадената ситуација не може да се конфронтира човек со главните мигрантни фактори, кои велам ни прават ршум и во држава, кај нас се уште никој не е спремен дорите политичари да каже дека зад сите овие наши кандидати си стои Вашингтон, кој од самиот почеток го менаџира и проблемот со името, го менаџира и војната во 2001 година, го менаџира и ова сегашна криза. Сите тие претрушувања кои се класичен начин на cije, како се рушат странски влади кои не ви се поволја, тие го направија. Нашата опозиција се нивни марионети, бидејќи ги следат слепо и целта е да дојдат на власт да го сменат името, кој што објасниме на почетокот на овој разговор. Така да предизвиците се огромни, неизвестноста исто така, меѓутоа никој да се не успел да ги разнемити македонците. 150 години најмалку се води една таква борба преку македонското прашање кое било на маса и на меѓународни форуми и нема да успеат и сега. Македонскиот простор е неуништив, ама, велам, последната идеја која не очекува ќе биде исклучително тешка, исклучително комплицирана и ќе треба голема мудрост да не се направи никаква грешка, зашто велам, ни го стеста балеванскиот простор на минимум и ќе биде тешко да се избоксува решение кој ќе биде по наша волја. На крајот со неколку реченици, со каква влада ќе дојдеме до парламентарните избори? Тоа ќе се види дури откако ќе се одреди фиксен датум кој пат не сме да биде избегнат, да биде игнориран. Мислам дека објективно избори нема да има пред март следната година кога се наред и локалните, значи најпрв момент и веројатно логичен датум за кој може да бидат избори треба да биде март 2017 година. Не, мислам за влада, дали ќе има мешана влада од сите политички партии? Видите, тоа нема сите политички партии, ќе има од опозицијата, веројатно, како што беше и сега, пред да се исфрлат од влада тие инфилтранти, тоа веќе направено со закон, тоа веќе нема бегање, тоа велам, ние растура државата преку Охридскиот рамковен договор, преку Пржино, тоа е направено веќе во закон, 6 месеци пред изборите ќе треба да има таква мешана влада, нешто слично кој што беше и пред месец два, и на 100 дена пред изборите ќе премиерот ќе треба да даде оставка. Според тоа, велам, најрано избори може да има во 2017 година,
по моје длабоко верување, тоа е значи март некаде, а ако тогаш не успеа да организираат парламентарни избори, тогаш треба да се оди на онај регуларен и редовен термин, односно 2018 година. Дали ќе се врати Груевски за премиер или ќе остане надвор? Додека нема нови избори, тој рече дека не се враќа, а потоа ќе видиме. Добро, амбасадоре, благодарам многу за анализата, за видувањата во Република Македонија. Се надевам дека ќе завршат онака како што посакува македонскиот народ, иако го имаат веќе прекрстено како граѓани, и тоа има една голема задача и цел. Ви благодарам уште еднаш што се јавивте со вашите анализи и видувања. Ми беше задоволство. Поздрав за сите наши во Австралија. Не се делете, гледайте да бидете обединети, зашто те наши делби не орнисуваат, тие ја уништуваат перспективата на македонскиот народ. Поздрав за сите. До слушање.